Гледат у Америка Реган, Шварценегер, све глумци. Па ние малци ли згодни глумци имаме? Ја да ви кажам право сега за председателскиве избори. Нели многу сите се палат, жена председател треба да биде или да не биде. И нели сега има скромни така излети, па лајкови собираат од Фејсбук. Али окей, све е регуларно, све окей, све е супер е тоа. Но си викам бе, ја да се пријавам за председател. Видиме. Дали исполнувам услов? Видиме, одма умијам стафе. Одма се местаме, што ти е политика курва е. Одма, дали живеам у целибат мирно, поштено и васпитано? Така е. Дали може да ми извадат, сега збориме за последниве 3 годиница, немојте да вадите од порано. Дали може да ми извадат некоја афера со овој со оној? Не може. Дали сум мајка на 2 малолетни деца и 2 малолетни кучиња? Тачно е. Дали ќе одржавам резиденцијата председателска чиста? Така е. И имам план. План имам. Прво, првиот ешалон кој што кога ќе влезеш у резиденција, строго ќе го држат струмичанки. Вакви се. Цицки, дугачки коси, гзиња и долги нозе. Ако ќе влезе дипломатскиот кор да се збуни, да не знае зашто дошол кај влегал, а вие струмичанки веќе му се опа. На свечениот ручек строго ќе има битолчанки. Оти зошто има графит секс со битолчанки, што нема секс со скопјанки. Оти проверено бе, идам ја на проверено. Битолчанки ќе има тие у интимниот ешалон. Војници да ми има со пушки, ненормално. Плейбој зечици полуголима да ми стојат, бе. И ќе правам нон-стоп журки. Па да се знае, една журка, втора журка. Геови, сите има да ми доаѓаат на гости. Ќе се откријат, сите ќе се опуштат со мене. При тоа, меѓународно прашање за името, па ќе ги умрам од смеење, ќе се смееме, ќе се зезаме, супер, кака, кик, потпиши ти тука. Потпиши ме, бате. Сега не гарантирам дека евентуално со некој згоден фраер од Европска унија нема да се плестам се, јеби га. Душа мила, ризик, ја ќе пуштам срце се, тоа. Ќе отворам, ќе се ококорам. Не бе само наданкиња на селфи да прави со Обама. Ја ускут ќе му седнам. Оп, скандал. Оп, сите ќе не запамтат. Кој е бе на ускут што му седна на Обама, а? Чути председателка на Македонија. Која Македонија бе? Дај да ја дознаеме кој ќе да бе рај бе. Рај. Што само су братали да доаѓа? Абе позгодни ќе донесам ја. Позгодни бе, овакви згодни глумци ќе донесам. Ќе инвестираме све ова. Што, само да се сликам ли? Не, па ускут седно и случајно. Испив малце. Оп, селфи, дингере. И така ќе завршиме работата. Абе има план бе, само треба да ти текне. Македонија! Не лажи, не кради, не убивај. Основни Божи заповеди, така? И основа на судството. Значи, ако ги почитуваме до крај, нема потреба од суди и од адвокати. Што значи тие потајно си се молят да имат криминал. Господе, значи молим те, олабај малце. Човече, предходниот квартал едва и го поминавме. Лани морав и кредит да земам за да ојме на одмор во Закинтос. Мислам, јас не барам да имат психопати, ама нешто политичко колку да капнит. По таја логика, веројатно и по појве ни викет не суди, за да име тие работа. Дечко, не си во право, овде народот одлучува. Не, народот не одлучува. Последниот пат кому дадоја на народот шанса да одлучи кој да биде на крст, а кој на слобода, светов доби нова религија. Не лажи, куке речет. Како бе кога меѓу
клиент и адвокат стално имат дискреција. Без разлика тој колку и да знаат кој психо е типов, не смет да кажат. И судијава ќе си го пуштит на слобода. После 10 години, истиот адвокат и истиот судија, судијава на куќна слава да речиме, се чатали. Јас во животов немам осудено некој погрешно. Ќе му пукнит филмот на адвокатот, ќе му речи, молим те, не чатали се. Значи, пред 10 години те искинавме од лажење, брат. И го пушти тој психото на слобода. И не само него, колку имаш такви пуштено, ден денес мене страв ми е в парк да прошетам, очо сум успешен. Тоа е ризик на бизнисот, така? Скапа е слободата. Колку е скапа слободата, зависи од тарифата на адвокатот и судијата се вкупно. И цел живот, од мали, сакаме да си играме адвокатчиња. Уште како деца мали. Скршиле джам пред зграда. Излегви типкава. Мирослав, зошто го скрши джамот? Одма ќе се јави тоа што после 10 години ќе се запиши направен. Не го скрши Мирослав. Тој само ја шутна високо топката и заш беше топкава лесна, дувна ветар и джамот сам се скрши. А вие зошто со таква топка играте? Дека на Мирослав пред месец дена му беа скршени двете нозе. И за да не се почувствуваат отврлен од општеството, решивме малце фудбал да поиграме. На крајот и типкава што и го скршиле джамот криваc испаднит. А вие можевте да запрете се. Како да запрам? Требаше да си ставите заштитна мрежа на прозорецот за младите генерации слободно да растат. Но што е тука е? Stand up,